Градот Чончин, кој се наоѓа во југоисточна Кина, е голема метропола со 49 милиони жители. Па архитектите и урбанистите станале на вистина креативни во креирањето на коегзистенција на транспортни и стамбени проекти во овој кинески град. Низ стамбена зграда од 19 ката поминува лесен патнички воз, а таму има и постојка. Така жителите од становите едноставно можат да одат на 6 или 8 кат, каде што ќе можат да го чекаат своето превозно средство. Овој град стана туристичка атракција откако многумина почнале да доаѓаат за да се уверат дека оваа метростаница, наречена Лизиба, навистина постои и секојдневно без проблеми функционира. Линијата 2 од ова веќе популарно метро нуди уникатно искуство на возење кога е јавниот превоз во прашање, а нуди и прекрасен поглед на градот и блиската река. Станицата Лизиба има 2 влеза и излеза, зафаќа површина од 3100 метри квадратни и градежна површина од 6000 метри квадратни. Се состои од 2 дела, долниот дел е стационирана зграда од 7 ката, а на врвот на станицата има 2 стамбени згради од 11 ката. Оваа станица била отворена во 2005 година. При нејзината изградба била употребена специјална опрема за намалување на бучавата, за да се изолира станицата од околните станови. Продажбата на грамофонски плочи во Соединетите Американски држави за 2022 година ја надмина онаа на CD-ата и ова е прв ваков случај од 1987 година па наваму, според извештајот на Сдруженијето на индустријата за снимање на Америка. Имено, лани во САД биле продадени над 41 милион плочи со вкупна вредност од 1,2 милијарди долари. Во исто време, продадени се 33 милиони CD-а во износ од 483 милиони долари. Приходите од продажбата на CD-ата се намалени за 18%. Продажбата на плочи се зголемува 16-та година поред, а нивниот удел во приходите во однос на физичкиот носач на звук изнесува 71%. Принцезата Леонор, наследничка на шпанскиот трон и иден командант на армијата. Во септември ќе започне 3-годишна воена обука, објави шпанската влада. Ќерката на шпанскиот крал Фелипе VI и кралицата Летиција ќе наполни 18 години во октомври. А кралското семејство одлучило дека таа треба да помине воена обука како нејзино кралско височество и како што е вообичаено во другите парламентарни монархии, рекла министерката за одбрана Маргарита Роблес. Исто така, министерката нагласила и дека обуката за принцезата ќе започне во септември, кога идниот шеф на државата ќе заврши средно образование. Планирано е таа да студира на Генералната воена академија во Сарагоса, во морнарицата и во воздухопловните сили. На интернет е објавена интересна мапа од Европа на која е прикажан индексот на среќата на граѓаните во европските земји. Сигурно нема да ве изненади кога ќе слушнете кои се најсреќните европејци, со оглед на тоа што тие често се на врвот на листата на најсреќни нации, па дури и во светот. Станува збор за жителите на Финска. Иако се наоѓа на север со многу мал број сончеви денови во годината, високиот животен стандард придонесува за среќата на нејзините жители. По Финска, чиј индекс на среќа е 7,8, следат Норвешка и Данска со индекс 7,6 и Исланд, Холандија и Швајцарија, чиј индекс е 7,5. Сепак, изненадувачки е што најнесреќните луѓе во Европа живеат во Украина. Може би причината е актуелната војна, но индексот на среќа во Украина е само 4,3. Веднаш по украинците, албанците се најнесреќни, а потоа следат другите балкански земји. Нашата земја е на дното на листата на најсреќни земји во Европа, а индексот на среќа е 5,4. Веднаш до нас се Србија, Црнагора и Хрватска. Кучињата се навистина најдобриот пријател на човекот. Едно мало девојче има голема среќа што го нашла својот најдобар пријател во златен ретривер. Секој ден кога таа се враќа од училиште со автобус, на станицата ја чека нејзиното куче Коди, кој и го зема ранецот и го носи до дома. Кога ќе дојде автобусот, тој трча до вратата, го зема ранецот и го носи дома. Јас не го научив на тоа, тој самиот го прави тоа. Тој едноставно сака да помогне, вели мајката на девојчето, која е истовремено и сопственик на кучето.
Додека девојчето е на училиште, Коди помага низ дома. Например, кога ќе стигне испорака, тој оди го зема паќетот и го носи во куќата. Тој ми помага повеќе и од мојот сопруг. Тој е вистински джентлмен, вели собственичката на куќето. Дали сте знаеле дека бојата на мачките влијае врз нашето расположение? Фелинолозите кои се занимаваат со проучување на мачките заклучиле дека најдобри мачки за чување во домашни услови се персиските мачки, бидејќи тие се покажале како одлични психотерапевти. Затоа, ако страдате од несоница, раздразливост или депресија, не двоумете се да земете сибирска, ангорска, персиска, бурманска или норвешка шумска мачка. Сепак, експертите велат дека бојата на мачката исто така влијае на нејзината способност за лекување. Фелинолозите велат дека црните мачки абсорбираат двојно повеќе негативна енергија отколку мачките во друга боја. Мачките пак кои се портокалови по боја пренесуваат позитивна енергија. Кремовите мачки го тонираат полето на човековата енергија. Сивите мачки имаат смирувачки ефект. Белите мачки се најдобри лекари според сите показатели, па затоа во Велика Британија тие се продаваат дури и во аптеки.